ми вика, ми покажува, аха, и вика климата така, аха, и ја гаси исто тука, ми вика, аха. Здраво луѓе, добро дојдовте од одмор. Решив овој пат да снимам влогови, со тоа што нема да бидат онака класични влогови, туку ќе биде онака некои си поинтересни денови. Најбитно не сакам да правам влогови од типот одиме на плажа, седиме, после одиме, одмараме, шетаме и одиме да спиеме. Туку решив овој пат да снимаме онакви скроз информативни влогови со информации кај сме, што правиме, како правиме, за ако некој од вас сака тоа на левкада, да знае искуство плюс од нас како сме поминале, што сме поминале, колку каде што кошта, кај одиме, кои плажи се најубави и така натаму. Ние стигнавме вчера, патувавме некои си 7 сати, вајде, 6-7. Доаѓаме со кола затоа што мислиме дека со автобус не знам невозможно да се направи затоа што најубавите плажи се најдалеку и треба да возиш до нив, како што во моментов тоа се случува. Ние одиме денес на Катизма, сме сместени во главниот град Левкас, не така некако. Денес имаме некои 20 минути возење до Катизма. Вчера за патот да кажеме дека имаше премногу тунели и дека беше онака скроз прав пат, само дури некој би рекол и досаден. Ја уживам да го возам само право. После тоа кога стигнавме, само бевме онака скроз отепане, зашто ја претходно немам спиено пред да дојдеме, затоа што кога нешто се треба се дешава, ја не можам да спијам навечер. После тоа бевме на, како се викаше таа првата? Агиос Јоанис, бевме онака само кога тоа ни беше најблиско тука кај што сме ние сместени. Јадевме таму во местото што се викаше Варко. Беше многу прескапа, ама решивме дека со тие две порции ние што ги земавме клуб сендвичи и некои си мали бургерчиња да земавме само една порција, ќе се најадевме двајцата затоа што не дојадовме тоа што ни дадо, така да ете можеби тоа да размисли дека можеби сме една порција двајца што не јадете. После тоа се упативме на Певкулија. Плажата, да ни беше најблиско, онака само колку да не го пропуштиме денот, да не го проспиеме цел. Отидовме само 1 сат, не утепаа бранови и решивме дека таму има премногу камења и дека мора да купиме онакви патики за вода чевлички, затоа што не можеш без нив. Не знам, мене многу ми смета тоа. Беа баш камењата лоши, можеби само таа плажа, не знам. Мислам дека многу плажи тука се со камења, така да ако не можете да трпите онакви камења да газите, мора да имате и вие нешто така. Прошетавме низ градот, широк сокак, ама онака долг широк сокак што нема крај и онака може да најдеш буквално се. Сакав да спомнам цело време цени во видеава за да знаете од прилика што правиме, како правиме. За нафта не збориме нели колку се плаќа, затоа што да, за сместување ние платиме 400, мислам дека, што мислам дека релативно ефтино и буквално сме сместени во едно толку мало собиче, само има кревет, има една мини куиничка и има маса со 2 столчиња, толку, онака сме буквално 2 квадрати, плаќаме ко 200 евро од човек за 10 дена. Сега возиме на кај Катизма, што ја викаат дека е најурбана плажа, најмодерна, најонака средена, затоа што тука повеќето плажи се онакви ко повеќе диви, повеќе недопрени од човекот и останале такви како што вака, не дека нешто толку е тоа вистина. Ќе ви кажеме кога ќе стигнеме таму што ќе одлучиме да правиме, затоа што не знаеме ни ние. Еве како изгледа патот натака. Некогаш знае да е досаден, ама некогаш знае да има вакви убави вјуз што каде и да погледнеш. Имаш моренце, што толку е споено со небото што не можеш да видиш до каде е море, до каде е вакво. Али да, по темната линија е морето ствари. It's a line with the sky meets the sea, it calls me. Гледате што е убаво. Океј, пристигнавме на паркинг, тука ова пишува дека е фри, така да се надевам дека е стварно фри. Ние пристигнавме доста и покасно тоа што сакавме, во моментов е 10:30. Сакате да сте тука што е можно порано за да си фатите паркинг кој што си фативме ние, за да плажата се уште си најдете место кај ви душа сака. Ова изгледа многу добро. Не знам колку можете сега од тука да видите, ама ова изгледа многу добро сега за сега. Ваков песок мислам дека ќе има само тука. После кога ќе бидеме до водата, мислам дека ваков песок не постои. И ова е само додека стигнеш до водата. Што е многу тапа. Бараме некаде каде ние да се засолниме. Ако сакате да сте на ваква лежалка, тоест вакви две, еден сет на вакви кошта 10 евра, а ако сакате да не плаќате, овој сет чини 0 евра и сме многу понапред од нив. Они седат таму, тоа е најнапред што може да видите, ние сме тука, а водата е тука. Со тие 10 евра не добиваш ништо, не добиваш ни паркинг,
не добиваш ни за пиење, ни за јадење, ни кафе, абе ништо не добиваш. Ова е таа мала мака што мораш да ја претрпиш додека идеш тука, за да носиме пример вакво фрижидерче со патрони, носиме свој лежалки, носиме свој чадор, мокнеме малце со нас. Сега следува најдосадниот дел, а тоа е мачкање. Еве ги тие фамозни патичиња што ви ги зборев, што живот спасуваат. А еве да ви доближам како е тука. Значи, мали каменчиња цело време, али водата прекрасна. Само проблемот е што многу брзо станува длабоко, како што може да видите кај некои други луѓе. Што може би е добро, затоа што така можеш барем да си ги пазиш работите ти се многу близко. Гледате иначе кога нема гужва, како околу нас нема никој поставен. Не можам многу да снимам додека се бањам, затоа што камерата ќе биде рип, ама еве да ви доближам како е тука водата. После бањање имаме тука еве ги цените на едењето што треба нешто се земе. Ја мислам дека би земал нешто вакво, клуб сендвич што еве колку косте. Други цени има хамбургери, гира и суфлаки. Така да цените горе-долу си тука и богами ефтино. Имаше таму градот многу поскапи, така да тука баја ги салати, коктели. Ако ви интересира, паузирајте си, гледајте си. Саатот е веќе 2 сат, ние сме тука од 10, се пробањавме, што се пробањавме неколку пати. Сега само ја шетаме плажава, зашто плажава е огромна и сакаме да поминеме што е можно поголем дел од нејзе, за да не знам онака да се прошетаме да видиме што има понавака, дека ние бевме стационирани кај се наместивме на почетокот на влогот таму, само се брчгавме у вода, чилавме и сега само да видиме што има навака. Cinematics. Абе, ако младоженци, ајде на меден месец. Не знам кога се качам таму, сакам се качам таму, ама изгледа баш и не може. Освен ако не бидеш онака скроз аматуристички настроен и се качиш. Океј, ова е дефинитивно многу добро. Желите ли концерт у Lidl? Дали желите концерт у Lidl? Бевме во Lidl последно, после тоа се вративме, одмаравме и сега ќе одиме назад Дисонце во еден ресторан, але за тоа ќе видите таму. Пред тоа ми текна да ви кажам приказна со нашата тука газдарица, која што кога дојдовме имаше, да не претерам, али мислам 70 на години. Очекуваш нели некако да се разбере, дали се разбирате само со некаква пантомима. За здраво ни е ова, не знам, нешто мумлаше, нешто правеше, после кога дојдовме тука сома така ми вика, ми покажува аха, и ми покажува тука ова копче и ми го пушта, и вика климата така и после ја гаси исто тука, ми вика и гледа нагоре, и после уште 2 пати ми го бра изнадот, за сватам дека ми покажува како се пали јаси климата. На крај ни вика, you from Italy? И ја вака гледам Macedonија. Малти се скизели пацана. Ми е страшно. Дури на крај после вајда помлада некоја газдарица и дава некоја си ливче на кој што пишува паспорт number, дека треба да ја даеш за некако си гаранција, не знам таму што. Се разорав. Ни кажуваше дека тука некако се пушта за душа, некако да се избањаш, да. Саат време чекаме да дојде за Дисонце. Чекаме ова да зајде, ама ми личи дека ќе биде разочарување. Така ми личи дека некако кога има и облаци, кога нема да биде толку црвено колку што сите очекував. Иначе, паркингот на местово е скроз подалеку од местово.
би треба до него да пишеш кој 50 минути, ама екстремни 50 минути. Не, значи тоа не е вистина. Да, како не вистина гледам какви скали одиме и у горници. Вакви горници уживаат нема да. Иначе бекстори за местова се вика Fly Me. Сега да го препорачуваат кој место со најдобар поглед и буквално се наоѓа на брдо, се наоѓа на планина многу високо. Ние од таму кај што сме сместени со кола одевме некои 20 минути, не зафркна тоа што очекувавме некако подобар сансет, а не видовме толку добар како што очекувавме, али сега си поминавме многу добро и беше многу убаво. Погледот од тука беше многу добар. Јас се извинувам што зборам вака за дишено, али стварно не можам. Цените тука беа прескапи, што би седнале во нормален ресторан. Тука горе би ви било 3 пати поскапо, така да чисто да го знаете, да го имате на ум ако место ви е во план. А треба да ви биде стварно убаво ако веќе доаѓате тука, ова место скоро треба да го видите. И се надеж дека дента кога вие ќе ќе имате подобар сансет од нашиот. Беше тажен сансетот. Да, нашиот беше тажен. Сега мислам дека ќе отидеме дома, нема веќе ништо да снимам. Мислам дека тука истовремено можеме и да го одјавам ова моје сладко влогче. Искрено немам појма колку беше измешано, колку информации кажав. Се надевам дека колку толку би било интересно. Некој мислам дека нешто ми рече, ама не го разбирам, стварно не знам што ми рече. Позбате, би ми било мило да го ставите на лайкче, да го ставите на субскрайб. Ние се гледаме на следниот поинтересен ден на Томбор. Бај!